Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Добар ви ден, почитувани! Време е за ново издание на Елиезер, емисија посветена на обновување на нашиот ум. Во ова издание ве воведувам со стих од книга пророк Исаија кој гласи: И рече Господ: бидејќи овој народ се приближува кон мене со устата своја и со јазикот свој ме почитува, а срцето негово му останува далеко од мене, и почитувањето нивно пред мене е само научено човечко правило. Важи ли ова и за нас? Кога сме меѓу други луѓе, ја играме улогата на правични верници, укажувајќи на Божиот збор како другиот треба да прави, да се однесува. Кога сме меѓу луѓе од светот, луѓе со поразлични ставови од нас, тогаш не ја играме улогата на верници, туку улогата на луѓе од светот. Исус Христос ни укажа дека ќе бидеме во светот, но нема да бидеме дел од него. А ние, што правиме? Ова се случува секогаш кога ја користиме нашата уста за да кажеме нешто во што не веруваме со своето срце. На секој од нас му е потребна реформација на срцето и животот. Божиот збор ќе ни помогне да направиме реформа во нашето срце и живот. Да го почитуваме нашиот небесен татко со нашиот карактер. Иако го цитираме Божиот збор, сакај го ближниот како себе си, ние што правиме? Го сакаме ли ближниот како себе си или имаме нешто против ближниот? Мора да бидеме искрени спрема себе. Имаме ли омраза спрема ближниот, чувство за одмазда, клевета, лицемерие, дофрлување погрдни зборови, негрижа? Купуваме книги, брошури, слушаме предавања полни со планови, методи, техники, како да го добиеме помазанието од Бога, за да им помогнеме на другите, да ги скршеме синџирите со кои сатаната ги врзал. Но Божиот збор не учи дека помазанието не доаѓа преку плановите, техниките, методите, туку преку човек кој е соодветен и достоен за таа работа. Сега се наметнува прашањето: кој е соодветен и достоен за Бога? Кој човек е достоен за да го добие помазанието? Сите ние сме недостојни, уште кога сме се родиле, бидејќи сме се родиле во грев. Мора да си признаеме себе си дека никој не е вреден преку нашите дела, филозофии, идеи, идеологии, за да го примиме помазанието од Бога. Помазанието од Бога е дар и тој доаѓа директно од Бога. Еве, да речеме дека токму во овој момент сите ние да добиеме помазание од Бога и да лекуваме, да го истеруваме злото, мислите ли дека сите ние ќе го задржеме тоа помазание? Не. Нема да го задржат сите. Зошто? Затоа што немаме изграден карактер. Ние треба да го почитуваме Бог со нашиот карактер. Помазанието од Бога е како пламен кој доаѓа од небесата. Како што пишува во апостолски дела дека кога апостолите го добија, односно се исполнија со Светиот Дух, пламен се појави над нивните глави. Нашиот карактер е маслото, горивото, за да го одржи помазанието во нашиот живот активно. Не секој карактер. Секој има различен карактер. Доколку карактерот не биде адаптиран на Божиот збор, тој не може да биде соодветен и достоен за да го одржи помазанието од Бога.
Невозможно е. Например, им го проповедаме на луѓето Божјиот збор, ги лекуваме, ги советуваме и после тоа да одиме и да направиме грев. Било тоа да го озборуваме другиот, да го колнеме, да пцуеме, да се однесуваме недолично и слично. И би можеле ли на таков начин да го одржеме помазанието? Гледаме колку едноставно. Ако беше лесно, секој ќе добиеше помазание, секој ќе беше пророк, Божи човек. Ако не ја играме улогата на Божиот дете, ништо нема да се случи во нашиот живот. Токму заради тоа, многумина од нас доживуваат разочарување, губиток, сиромаштија, болест. Доживуваме се, само Божиот дух не. Но, слава на Бога, неговото помазание е токму денес, за да стави крај на секој наш проблем. Некои од нас имаат способност да инспирираат, некои знаат како да бидат пријателски настроени, а некои нешто сосем друго. Зошто тогаш тие луѓе не се вбројуваат во групата помазани луѓе? Сите тие вештини и способности не квалификуваат за да бидеме помазани, туку она што не квалификува е послушноста на Божјата волја. А која е Божјата волја? Каде ја пишува? Во Светото писмо. Секој човек е роден како бебе, па расте во возрастен човек. Што му е потребно на бебето да порасне? Храна, но и што друго? Време. Потребно е време за бебето па детето да созрее. Физичкиот раст зависи од времето. Интелектуалниот раст се должи на учењето. Се додека човекот учи, напредува, а духовниот раст се должи на послушноста на Божјата волја. Не станува збор само за почитување на Бога со устата, туку послушност на Божиот збор. Во прво послание на апостол Петар, првата глава, пишува: Поради тоа, возлюбени, притегнувајќи ги бедрата на умот свој, бидете бодри, наполно надевајте се дека ќе ви се принесе благодата при јавувањето на Исуса Христа. Како послушни чеда, не постапувајте според поранешните наши похоти, кога бевте во незнаење, но по примерот на светецот кој ве повика, и вие самите бидете светци во сите ваши постапки. Оти е напишано: бидете свети, бидејќи јас сум свет. На што укажуваат овие стихови? На тоа дека треба да бидеме послушни, да бидеме свети како што нашиот небесен татко е свет. Еден човек кој имал проблем со пиењето алкохол долго време, Бог го ослободува. Што треба да стори тој човек следно? Да внимава да не се врати на стариот живот. Во тоа се состои послушноста, да не се врати на поранешниот грев. Но, например, човекот ќе си рече: па добро, убаво ми беше кога ќе се опијанев, ќе се опуштев, ќе се развеселев, ќе се дружев со старото друштво. Ајде, ќе пробам пак, ама само малку. Од малку ништо нема. Сега произведуваат пиво со помалку проценти на алкохол, дури со 1%, па тоа не е ништо. И така, полека човекот се враќа на старите навики, на стариот живот. А апостол Петар пишува: како послушни чеда не постапувајте според поранешните похоти, кога бевте во незнаење. Сега, какво ќе биде нашето оправдување? Игнорантноста не е доволно оправдување. Не е правилно да речеме: подобро е ништо да не знам, за да не одговарам за ништо. Бог во својот збор вели: моите луѓе се уништени од недостаток на знаење. Човекот ќе исчезне како резултат на неговата игнорантност. Да се биде игнорантен е исто како да се биде во пустина без вода, храна и мапа. Како ќе бидеш спасен ако не знаеш каде одиш? Затоа, да го почитуваме Бог со нашиот карактер.
Растеме, го развиваме нашиот карактер преку послушноста на Бог. Божиот збор не ни вели да го градиме карактерот преку непослушноста, туку ни вели дека ќе им дозволам на послушните да јадат од дрвото на животот. Дали го почитуваме Бог со нашиот карактер, со нашата послушност? Божиот збор е мапата на верникот. Без Божиот збор ние сме изгубени. Без него нема лекување, нема благослови, нема слобода, нема спасение. На крајот на животот останува само Божиот збор. Како што е напишано во Евангелие според Матеј 24:35. Небото и земјата ќе преминат, ама зборовите мои нема да преминат. Исус Христос сака да биде вклучен во секој дел од нашиот живот. Тој знае дека стравот во одредени мигови ќе надвладее, затоа и ни вели: се молам за да не падне вашата вера. Ќе постои страв од загуба, страв од болест, страв од неуспех, секаков страв. Стравот го менува фокусот. Стравот е поизмамлив непријател отколку самиот ѓавол. Ситуацијата не убива, туку стравот убива. Стравот не запира да ја признаеме нашата вина. Светиот Дух беше оној кој го подкрепуваше, одржуваше Исус кога се молеше за страдањето што го очекува. Се доаѓа од стравот. Токму заради тоа треба да го градиме Божиот карактер. Доколку сакаме да станеме Божји личности, наново родени, тогаш мора да го следиме Божиот процес. Божиот збор го отсликува, го рефлектира неговиот карактер. Во Јован, 3 глава, пишува: Исус му одговори:
Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Зашто роденото тело од тело е, а роденото дух дух е. Што значи? Оној што не е роден од духот не е верник, бидејќи Бог е дух и неговите деца мора да го слават во духот и вистината. Што значи мора да го следиме во духот? Мора да му зборуваме во духот, мора да се поврземе со него во духот. Во послание до Римјаните 8 глава пишува: Вие живеете не по тело, туку по дух. Само тогаш ако Духот Божи живее во вас. Ако пак некој нема Дух Христов, тој не е негов. Божиот збор го рефлектира неговиот карактер. Штом Божиот збор го рефлектира неговиот карактер, тогаш онаму каде Бог зборува, моќта зборува. Кога Бог оди, моќта оди. Моќта на Бог функционира преку неговиот збор и неговиот дух. Бог работи преку неговиот збор и неговиот дух за да не оздрави, за да не благослови, за да не спаси. Ние мора да медитираме на Божиот збор, да го читаме повторно и повторно за да се всели во нашите срца. Колку повеќе се фокусираме на Божиот збор, толку повеќе нашите срца делуваат на тој збор. Божиот збор треба да биде дел од нас, треба да биде вткаен во секоја наша клетка, за да живееме според него. Што се случува во нашето срце? Без овој процес, нашиот карактер не може да биде под влијание и раководен од Божиот збор. Мора да имаме контрола над нашето срце. Во спротивно, ќе прави како што сака. Треба постојано да медитираме на Божиот збор. И така, се што ќе правиме ќе просперира. Без оглед на тоа каков е нашиот живот во моментов, треба да медитираме на Божиот збор секојдневно и на тој начин се што правиме ќе успева. Божиот дух ќе биде активиран во мера и до степен во кој нашето срце се однесува и живее според Божиот збор. Затоа, треба да се стремиме нашето срце да биде како Исус Христос. Што може да не оддели од Христовата љубов? Да запомнеме, Божиот дух ќе биде ослободен до степен во кој нашето срце реагира и делува на Божиот збор. Нашата доследност во молитва и верност се единствениот начин. Да се молиме во духот значи да се молиме во хармонија со Божиот збор. Непријателот, ѓаволот, не губи време за да скрои план против нас. Така и ние не треба да губиме време, туку целосно да се посветиме на Бога. Постојано да го славиме и да му се заблагодаруваме на Господ Бог, молејки се во нашето срце. Ти благодарам, Господи, земи повеќе од мене, дај ми повеќе од Тебе. Земи повеќе од мене, дај ми повеќе од Тебе. Постојано. Пробивот во молитва значи пробив во верата, а пробивот во верата значи пробив со Бог. Молејки се ќе бидеме исполнети со Светиот Дух, да го славиме Господ Бог во нашето срце постојано. Нашата ситуација ја диктира насоката на нашата молитва. Во послание до Римјаните исто така пишува: Духот не подкрепува во нашите немоќи, бидејќи не знаеме за што да се молиме како што треба, туку Духот сам посредува за нас со неискажливо воздивнување. А оној кој ги испитува срцата знае каква е мислата на Духот, бидејќи он, по волјата на Бога, посредува за светиите. Драги мои, ве поздравувам и ви посакувам секое добро. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска Костадиновиќ, во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер